Ве поздравувам, Македонијо, каде и да сте. Ве поздравувам посебно диаспоро, бидејќи вие заминавте во странство заради овие нерани мајковци кои седат во овој парламент. Ги има 120 нерани мајковци, 32 години, ве бркаат. Овој протест е организиран за подршка на пензионерите. Посебно ве поздравувам вас, пензионери, кои ве има многу. Вие можете да туркате влади и да донесвате нови влади, но зошто не излегувате масовно? Скопјани пензионери, излегувајте масовно, немојте да се плашите. Нема што да изгубите. Вие сте слободни, вие сте мудри, вие имате шанса да ја промените иднината на Македонија. Вие сте најбројни. Немојте да ве заплашуваат или да ве уценуваат вашите деца и внуци дека ќе ги избркале од работа. Кој ќе ги избрка од работа? Нивните шефови, штаботоми и полтрони кои се запослени од трите криминални партии СДС, ДУИ и партијата за македонско национално неединство. Кажете му дека не е нивна државата, дека комити и партизани гинале за оваа држава и дека не можат сите да ги избркат. И ако ги избркат, ние ќе бидиме многу многобројни овде. Нема да видиме 100.000, ќе видиме 200.000, 300.000. Ние идиме во името на правдата и на вистината. Ние идиме во името на Бога. Ниеден наш збор на локомотивата демократи нема да падни напразно на земја без да дај плод. Запамтете го ова. Денес може би сме минорни. Не гледаат по социјалните мрежи, не пренесуваат националните телевизии, но ние наскоро ќе видиме сила пред која ќе дојдат и криминалните партии да се придружат, да барат прошка. Немојте да мислите дека не сме силни. Со нас е Бог. Бог се гледа. А со ни знаете кој е? Таткото на лагата, кражбата и убиството. И на геноцидот врз Македонија. Со нив е сатаната. Тој им дава информации од нивните дупки, од нивните собиралишта. Го гледам пред некој ден министерот Битичи го прашува новинарка како вика вие ги кревате цените на производите, на производи кои се луксузни, како брашното, лутенката и слично. Министерот вика не знам, па точно дека не знае, бидејќи некој друг му кажува. Од таа дупка кај што му кажуваат сатанистичко дуло, од таму тој ги кажува овие информации. Бидејќи не може брашното да биде луксус, бидејќи денес македонските домајќинки дојдоа во ситуација на рака да месат леп. И зарем тоа е луксус? До тоа не сведуваат. А пак октроинаниот премиер го прашуваат зошто е толкаво зголемување на цените. Вика заради војната во Украина. Каква војна во Украина? Македонија може да произведува храна за цел Балкан, за 40 милиони граѓани на Балканот. Но тие не развија земјоделие, тие развија корупција, криминал. Во оваа прилика ги повикувам странските амбасади од Европската Унија да преземат мерки, бидејќи ние се залагаме за отворени листи. Една изборна единица, равномерна застапеност во медиумите и еднакво финансирање на партиите. Значи сите партии кои се регистрирани да имат еднаков настап. Иако СДС, ДУИ и ДПН имаат финанси огромни, тие мора да покажат каде ги вложиле парите за пропаганден материјал. И тука ќе бидиме еднакви. Нема шанса да победат повеќе. Затоа викам, амбасадори од Европската Унија, вразумете ги овие чудовишта, овие од криминалната банда на СДС, ДПН и ДУИ, да се вразумат
бидејќи гледате одиме во провалија. Но ако ние одиме во провалија, тие многу повеќе ќе настрадаат од нас, бидејќи револтот на граѓаните е огромен. Ве лажат дека услов за влегување во Европската Унија е признавањето на бугарите во Уставот. Европската Унија прикажува некои работи кои сега ќе ви ги прочитам. Македонија има најниски примања во Европа. Зошто го прават тоа? Тоа е систем да ве држат уплашени, да ве држат во страв, за да ве уценуваат после, да ви даваат трошки. Тоа се вика политика на Стапи на Морков. Високо ниво на корупција. Зошто корупција? За да можат да крадат од граѓанинот во секој време и на секој место. Зошто се овие извршители? Зошто се овие лихварници? За да ви ги крадат парите од диаспората што ви ги праќаат. Македонија има прилив некаде од 1 до 1,5 милиарда евра кои ги праќаат нивните роднини за да живее овој народ. Бидејќи гледате, нема никакво стопанство, нема никакво земјоделие. Земјоделието е нула. Оваа година дупло се намалени приносите на сите земјоделски производи. Бидејќи нема земјоделци, иселени се и заминати. До каде одиме? Холандската амбасада размислува за вето за прием на во Европската Унија на Македонија заради корупцијата, не за бугарското признавање, односно бугарското малцинство внесување во Уставот. Друг елемент е закони за амнестија, критикувани со од Европската Унија. Евроамбасадорот Гир ги нарече действија кои навлегуваат во човековите права, односно непочитување на човековите права, правосудниот систем, полицијата и се она што се нарекува корупција. Значи, зошто го прават тоа? Не може криминалец кој украл десетици и стотици милиони евра да биде амнестиран. Тој повторно кога ќе биде амнестиран, ќе стане криминалец и ќе ги финансира овие политички партии кои се на власт и никако нема да излезе од тој затворен лавирин, затворен круг на корупција и владење. Систем на робовладетелство. Друг податок. Тајноста на договорот со Бехтел и Енка, бидејќи треба да се плаќаат казни од милиони евра. Зошто ова го кажувам? Затоа што министерката за труд и социјална политика, која јас ја викам министерка за смрт, седи во фотелја и на министерско место платена од сите вас пензионери. Значи, со финансирањето на тие таму некакви 132 милиони казнени евра, вие можете да имате минимум пензија од 20.000 денари. Значи, тоа е систем кој може да ве награди, а не министерката да кажува дека нема финанси. Така и наредиле. Дури ги брка представниците на пензионерите од незиното министерство. Каква ароганција! Наместо да биде слугинка на народот, таа се поставува во функција на робовладетел. Друг податок. Партизација на администрацијата. Ако, викам условно, кондиционално, ако не се гласа со отворени листи, влегуваме во опасност дека овие три криминални бандитски партии, кога ќе победат, ќе внесуваат нови своји партиски послушници, лепачи на плакати, како бюрократи и администрација. Колку тоа ја кошта оваа држава? Нема тука пари за пензионерите, тука има пари за новата администрација. И ако министерката за труд и социјална политика вели дека некој не го стигнале цензусот повеќе од 5 или 10 години, бидејќи не плаќале преку работното место пари во фондот, која е тогаш можноста кога една фирма оди во стечај и работникот кој е стечаец може да ги постигне сите оние услови кои ги има администрацијата и стигнаа до 40 години стаж?
Зошто тие пуштени работници не ги примја во администрација, наместо овие криминални бандитски партии да се запослуваат своји членови? Дали сме ние граѓани еднакви пред уставот? Не. Пензионери кои имаат 5 години или 10 години стаж, кои останале без работа, се граѓани од трет ред, бидејќи не се запослиле како административци. И затоа не можат да постигнат некој поголем цензус за да им бидат повисоки пензиите. Друг податок. Нашите криминални бандитски партии земат големи пари за горење на забранет отпад од западноевропските држави. Дали тоа го прават преку владата легално или нелегално? Ако го прават преку владата легално, имат огромни финансии. Ако го прават нелегално, тогаш европредставниците во Македонија треба да им го свртат грбот и да не разговараат со тие криминални партии. Во Македонија се случува масовно иселување. За 2 години се иселени 70.000 граѓани. Тоа дава за право, бидејќи се намалува консензусот на граѓани кои треба да бидат на некаков начин згрижени од државата, дали преку социјална помош или вработени во државата, остануваат повеќе финанси и на тој начин криминалните бандитски партии си пикаат пари в джеб. Еве да ве подсетам нешто најново. Во Пелагонија е направено поле од фотоволтаици. Зошто на место каде што има почва од прва категорија го прават тоа? Зошто тоа не го направат во Мариово, кое не е населено, кое не е плодно земјиште? Зошто цело Мариово не го постелат со тие фотоволтаици? Зошто не ги викнат кинезите да им направат програма? Еве каде имаме ние возможност да ја финансираме владата на Република Македонија, која влада сега е криминална и треба да падни. Ние со ова создаваме еден општонароден отпор за подигнување на свеста на граѓаните, кои ќе се спротистават и ќе го рушат секој план за уништување на Македонија, секој геноцид врз македонците и сите граѓани на Македонија, а со тоа и на вас пензионерите. И уште еден податок. Нема никакво вложување во здравството, образованието и инфраструктурата. Наместо да се вложува во образованието, за да имаме квалитетни кадри, за да имаме квалитетни младинци, за да имаме квалитетни стручни професии. Ниту во медицината, за да имаме добро диагностицирање и лечење на сите болести. Овие криминални партии пикаат се в джеб. Овие да можат да ни ја земат и душата. Ако Бог не чува, тие ќе ни дојдат дома и ќе не убијат. Има и таков план. Ние се наоѓаме во ситуација кога ова е критично време и треба да бидеме свесни да ги отвориме очите. Кога народот масовно ќе излези, тогаш сватете дека ние победуваме. Во секој случај ние ќе бидеме победници преку Бог, бидејќи Бог војува со нас, бидејќи Бог е со нас, бидејќи Бог не гледа нас. И викам, Господе, благословија Македонија и заштити од секое зло. И немој да дозволиш овие криминалци повторно да владеат. Уништи ги нивните планови, уништи ги нивните тврдини кај што се собираат. Синџирите кои ги прават зависници луѓето од коцкање, од проституција, од наркоманија, од алкохолизам. Тргни ги, Господе, сите темни облаци над Македонија, донеси светлина да победиме. Амин.